Поздрав до сите вас кои не гледавте и не следите на нашиот македонски канал Нов Асно. Повтор пат, денеска ја имаме честа да ја угостиме доктор Слагјана Велков. Ова ви останам должна за прашањето за детските вакцини. Детските вакцини, да. Да, кога сме кај детските вакцини, тука има многу за зборење, затоа што јас инаку во Србија поминав Голгота заради тоа. Јас инаку од 2006 година, од кога не работам, практично 2007 почнував да држам предавања, имав одржано преку 300 бесплатни предавања, емисии во 13 земји во светот. И за здрава храна пишував и за политика во Србија. Меѓутоа, оној момент кога спомнав вакцини, тогаш почна медиуми, посебно Блиц, сега не знам, може би знаете чиј е Блиц, значи на Дейвид Петреус, бивш генерал на америчката војска, да, на ЦИА. Да. На ЦИА. Значи, он го поседува Блиц. Блиц почна со некоја хајка и така натаму. Значи, јас имав преку 800 пријави у полиција, 5 сослушувања во полиција, имав упадање на полиција во куќа, правење на некакви завери и така натаму. Само затоа што се окажале вашето мислење? Па, не само мислење, јас секогаш излегувам. Имаше една емисија, гледана на национална телевизија, единствена на национална, многу гледана, Жене. Сега мислам дека ја нема повеќе. И тогаш гостував со, значи, од една страна јас, од друга страна доктор, кој застапува вакцини. Директор на детската клиника, и политичар и така натаму. И сега 4 водителки се на негова страна, една мене ме донесе. И сега збориме во емисија и во емисијата све супер, он си кажува своје мислење, јас своје, мислам културен човек беше, нема проблем. Ама се бореше да го докаже своето мислење. После емисијата стоиме јас и водителка и правиме муабет како испадна, дали е добро. И он доаѓа културно и се поздравува со мене и вика да ви пружам рака, ви честитам на храброста. И јас сега размислувам што сака да каже, затоа што јас мислам он не знае, не чита, не го интересира, си одработува таму и си има своја агенда. И не знае. И затоа толку се бори за вакцини, затоа што стварно е убеден дека се добри. Меѓутоа, тој вика, јас тоа истото би го кажал, ама јас не можам, затоа што јас сум директор на клиника, политичар, кога би го кажал истиот ден би ме елиминирале. Јас останав запрепастена, затоа што он знае. Во која ситуација? Он знае. И ја знае состојбата, меѓутоа не ја кажува. Да, он знае и уште се бори, и уште кажува спротивно. Да не кажам збор практично што се случува, што работи. Јас, пошто не сум таков тип да одевам веднаш, да излегувам, да зборувам и така, тоа го задржав за себе, меѓутоа водителка истиот ден тоа го објави на друштвени мрежи и кажа дека дојде, кажа тоа и тоа. Значи, не е во ред такво нешто и јас имам колеги кои вака ништо не коментираат ништо, ама во инбокс ми праќаат пораки, прашуваат прашања, викаат да, супер, така треба, ама они понатака си работат истата таа работа и си чутат. Да. Ама да не заборавиме дека кога бил тој Нинбешкиот процес, дека одговарале и оние кои кажувале јас само си ја вршев својата работа. Да. Зошто јас не работам повеќе во болници? Зошто? Затоа што тоа го кажав, мојата свекрва се разбола и почина после примена вакцина против сезонски грип. Меѓутоа, во тој некој период јас работев како лекар и менаџер за развој на медицината во една клиника во Кувајт. И приметив една работа да сите мои пациенти на кои ќе им препишам некој лек, доаѓаа после неколку недели со други симптоми.
Јас им давам лек за тие други симптоми. Нели, лекари се учени само да дават лекови за неки симптоми. Да. Значи, ние причината за болеста не можеш ти да ја лекуваш со лек. Да. Не Него се само адреси. со природа. Да. И приметувам дека практично тој другиот симптом го наоѓам кога отварам упатство за лек. И тамо во несакани дејства, side effects, стои тој вториот симптом. Има затвор. Или пролив, или нешто такво. Јас му давам лек за тоа. Он доаѓа, нешто му искочило на кожа. Јас му давам за кожа, он глава го боли. И тоа оди до недоглед. И завршува имаме со една шака. Континуитетна Така е. зависност од лекови, Така, кои ние така, треба да така. ги купуваме, Така. за некој да ги прави, за да ги продава. Да. И сега, значи, вие кога разбрав за што се работи тука, и кога дојдов на интервју за една работа во една голема болница во Саудиска Арабија, мојот услов беше затоа што јас тогаш донесов еден локален часопис каде што излезе сторија, приказна за еден комшија, Реналд Трембли од Канада, кој се излечи од рак на простата со сирова храна, со физички активности, сончање, така. Затоа што тоа, како комши, послуша мојот совет, ја откажа операцијата и се излечи. Реналд после држеше предавања на таа тема и така натаму, се ширеше таа приказна и беше објавена во некој локален часопис. Јас им покажувам тоа. И викам, јас би сакала во оваа болница да се занимавам со превентива. Значи да видиме со природа, со исхрана, со такви работи. Две професорки и директор на болница ми викаат вака. Доктора, ние знаеме тоа. Меѓутоа, вие тоа не можете овде да го работите. Па супер, ако знаете дека е можно да излечиш рак со природа. Да. Ја викам, не, тоа овде не може, затоа што, викам, зашто? Затоа што болници служат за дистрибуција на лекови. Тоа ми го кажува директно на таа голема болница и ми викат, доколку го правите тоа и не препишувате лекарства, ние ќе ве тужиме. Јас се заблагодарив, затоа што тој момент беше прекретница да сватам дека јас немам што да барам во таква установа. Официјално здравство. Да. И стои позади профит, меѓутоа има уште нешто позади тоа. Значи, луѓето се размножуваат, се концентрираат во градови, зошто? Затоа што ви во градови можете да контролирате се. Да. Во село потешко. Да. Во село човекот е независен, може да си произведува храна и така натаму. Во градот од се зависни луѓе, и од вода, и од ова, и од она, значи. Сакам да кажам, ние треба да живееме, да јадеме сирова храна, значи најмалце 70% од храна треба да биде во сирова состојба. Значи овошје, зеленчук, јаткасти плодови. Некоја чорба или нешто мешункасти, некакви варива и така натаму. Месо не треба да го јадеме, немаме потреба за тоа. Ама доколку се јаде, вие треба да бидете сигурни дека тоа животно не е вакцинирано, не е убризгано во него антибиотик, хормони и така натаму. Зошто имаме сега толку пореметени хормонски проблеми имаме со млади? Знаете на што? Мислам да не ви избришат канал. Значи, имаме пореметени хормонски пореметувања кај младите многу, затоа што се користат хормони, значи животни се бризгиваат. Да. Значи, вие млеко, сирења, месо, сето тоа е полно со хормони. Да не зборуваме и за други работи, имам многу проблеми со хормони и во други продукти, меѓутоа тука се концентрирани. Да. Ние немаме потреба, значи млеко, ниедно животно не пие млеко од друга врста и ниедно животно не пие млеко после период на доење, освен човек. Значи немаме потреба ни за млеко, ни за сирење. Ама доколку понекогаш сакате да поедете сирење, тоа треба да биде домашно, живо, значи спремено домашно, а не од фабрика, индустријско. Исто се однесува и за други продукти. Некој ќе каже сирењето е добар извор на протеини.
mislite na kalcijum ili na proteini? Da. Ne, na primjer, slon Mhm. ima koliko muskuli ima, ili bik, na Da. primjer. A što jade slon od proteini? Jade sirenje? Ne. Da. A krava, na primjer, vi kad kalcijum, da pijeme mleko za kalcijum. A krava da li pije mleko za kalcijuma, ima onakvi koski, ima rogovi, koliko mleko dava so toliko kalcijum. Da. A što ona pije mleko? Ne pije mleko. Znači ona jade treva. Da. Što znači, slon jade lisja, jade treva. A pogledajte koliko avi muskuli ima. Najgolemi životni što imat najmnogo proteini u teloto se bilja jede. Da. Znači, na nas ne nije potrebno ni meso, ni mleko, za da imаме kalcijum. Kalcijum, zeleno, susam, ovi jatkasti plodovi i to je. Proteini vi imate vo zeleno, vo все имате proteini. И тоа во чиста форма, во форма на аминокиселина која веднаш се разорбува во крвта, додека кога јадете, на пример, јајце или сирење, тоа е протеини се во блок, протеински блок, кој мора прво да се разгради, па, значи, телото работи, дупла работа. Додека протеини од билно потекло се директно се ресорбираат. Друго, треба да одиме во природа почесто. Доколку можете да се иселите од центарот на градот, затоа што тука е загадено, загушливо. Мислам, воздухот е изузетно токсичен и сега имате вие болници во центар на Скопје. Да. А вие лекување во природа, природно лекување се врши со чист воздух, изворска чиста вода, со органска храна, со мир, тишина, без бука. А каде имате вие тоа? Во болница? Не, во болница дишете отровен воздух, пиете отровна вода, јадете токсична храна и немате никаков мир, затоа што вие сте обколени со болести, со смрт, со ужас. Да. Значи, болници треба да бидат во шуми, на планини и треба се викаат здравници, а не болница. Значи, таму каде што се оздравува. Значи, да се работи на превентива, што значи самата влада мора да се заинтересира за тоа, а не луѓето сега да зборат или да се собираме, да правиме, да бараме. Значи, самата влада мора да има промоција на здрав живот, да има утринска емисија најгледана за здрав живот, да има вечерна емисија за здрав живот, децата во градинки да се едуцираат, да се сменат виршли паштети, да се исфрлат од градинки, да се проверува храна, значи мора да постојат државни агенции за провера на исправноста на храна, а не здраво за готово да се прифаќа. Значи да се проверува колку има пестициди, дали тоа е ГМО, дали е дозволено за употреба на човек, да се работи на превентива пред се, затоа што медицина треба да се занимава и со животна средина. Да. Затоа што здравјето на луѓето зависи од вода, храна, воздух. Апсолутно. Да. А не зависи од болница дали има некој апарат или немала апарати. Затоа што вие, освен хирургија, која некогаш е потребна, некогаш и не, нема потреба некогаш ни за тоа, се работат многу интервенции кои не се потребни, меѓутоа, не знам, стоматологија, офталмологија, не знам, хирургија, се некои гранки кои уште можат, кажувам, затоа што вие во ваков хаос и во ваков немир во каков живееме, кој пред се должи на медии кои тоа го шират, затоа што вие немате добри вести, не се продава добро, све е лошо, човекот е под стрес нон-стоп и он нормално имате и сообраќајки, и тепачки, и проблеми во фамилии и така натаму. Али кога би се живеело мирно, па кога би вие имате неверојатна проста една работа да човек 2-3 часа патува до дома од работа. Од работа во аеродром. Еден мост има само еден мост има кој поврзува, иде преку Вардар. Да. Значи тоа е неверојатно, вие кога одите преку тој мост, тоа се колони и колони.
Се тоа предизвикува стрес. Да, наместо да се направи, наместо сите тие глупости што се прават, не знам да ги набројам, значи еден мост кој не кошта многу, или 2 или 3 моста, да се направат и вие ќе растеретите, ќе имате пред се еден мирен човек кој ќе дојде дома 2 сата порано, ќе биде поодморен, помирен, посреќен. Значи, а тоа се мали работи. Да се решат саобраќај кој ни е непроблематичен, Да. кој предизвикува голем стрес. Немате паркинзи, нема да се свртите, не можете. Значи, да се води сметка за воздухот. Значи, не можете вие да градите бесомучно згради на секој чекор и да не постои никаков провев. Да. И сега секоја зелена површина се планира за некоја зграда. Значи, ние сме во котлина и тука мора стручњаци да работат на тоа како да се направи провев за да се, например, јас живеам надвор од Скопје и го гледам Скопје, така да секогаш има има едно покривка, ќебе, да. едно густо тешко ќебе над Скопје кое викам, порано живеевме тука во центар и не можам да се расвестам како сме преживееле во онакво загадено. Меѓутоа, ова сакам да го кажам. Од Усија, например, до некаде, додека ќе почне да се разданува, излегува куља дим. И тој дим се разлева по Скопје. И кога се разданува, се гаси тоа. Значи, јас тоа го сликав неколку пати и поставував. Затоа што стално прашуваат зошто е загадено Скопјево. Да. Па затоа што испуштаат ноќе, веројатно и на други места, не знам што горат, ама викаат дека горат медицински отпад од Италија, од Германија, од не знам што. Значи, разбирам јас и економија. Значи, ние треба да, тоа е све поврзано. Меѓутоа, ништо не сме да се направи ако е штетно за здравјето на човекот, животно, растение. Ништо. Значи, не може да се шприца со неиспитана вакцина против беснело кој ја измисли Луј Пастер, еден највеќи преварант кој постоел во тоа време. Еден производител на пиво, за кој ние правиме институти. Со друга страна, професор Антуан Бешам, Клод Бернар, значи, едни врховски стручњаци, професори, кои викаат не, бактерија е тука за да почисти. Значи, ние имаме болно и мртво ткиво. Да. Доколку е некој отпад, доаѓа бактерија во самото тело, постои во облик на бион или протит, микрозима, тоа е малце поширока тема, треба цела една емисија само за тоа, колку е тоа многу важно да се објасни. И сега, од тој протит настанува бактерија која, зависното од киселоста на организмот, она преминува во една, друга, трета форма. И го чисти тој отпад. Доколку постои мртво ткиво, како што постои во дебело црево, постои во гингиви некаде, значи, мртво ткиво во телото, тогаш таа бактерија преминува во габичка. И тоа е форма на канцер. Значи, кога е најкисела средина, тогаш имаме габички во тело. Значи, тоа е најкисела форма на тело. И они се тука да ни помогнат, да почистат. Меѓутоа, во целиот тој метаболизам на бактерии и габички, они испуштаат продукт на метаболизам. Така, отпад. Да, отпад. Тој отпад е токсичен, затоа што тие ги јадат токсини, испуштаат токсини. И ние кога се чувствуваме лошо, значи ние ги осеќаме тие токсини. Не се бактерии криви да ги убиваме, него се криви токсини кои сме си ги направиле од храна, од лош живот, од некретање. И тогаш тие токсини практично не чинат да се осеќаме зашаметени. И сега ние земаме антибиотик, ги утепуваме тие бактерии, и тие бактерии ги има во помал број и моментално се чувствуваме подобро. Меѓутоа, причината зошто се тука тие бактерии не сме ја решиле и они повторно се размножуваат, се шират и да почистат, тоа е нивната улога. Да. И нема крај тука, значи ние мораме причината да ја решиме. Како и во се друго, и во економија, и во се мора причината да се гледа и да се
да се таргетира тоа. Да се вратам на вакцини. Значи, кога бев во Словенија, исто на национална телевизија имав емисија и таму дојде министарка за здравје и две мајки и така имавме емисија, ние дуел да кажеме. Првото прашање беше као ударно прашање за полиомиелитис, односно детската парализа. Тоа беше прашање кое требаше да во почетокот на емисијата да ме сосече и да ја завршиме веќе на почетокот. Меѓутоа, видите, значи јас секогаш кога одам со графикони и со званични студии. Затоа што утре ќе кажат она не е стручњак за тоа, она нема специјализација, нема лиценца, не знам, класични приказни, да некој да се дискредитира. Значи, јас излегувам со графикони и студии кои се званични. Значи, правени со званични установи. Така да, ова е за мизелс после. Значи, ева го. Acute poliomyelitis, ова е за само момент да го најдам. Да. Значи, ние имаме во истото време, тука ми е некаде уште еден, ама не можам да го најдем сега. Значи, во истото време, кога се воведува 1800 пред крај на 800-те години се заборавив името на научник кој изумил DDT. DDT е прашок, односно пестицид, кој се применувал прво помалце, па во Втората светска војна се применувала во војната, кај војската, и после Втората светска војна масовно 1946 година почнува масовно користење на DDT. DDT е хемикалија која предизвикува оштетување на централниот нервен систем. И како оди DDT, примена на DDT, како се покачува употреба на DDT, така се покачува и појава на полиомиелитис, односно детската парализа. Идат во идентичниот скок. Како паѓа употреба на DDT, така паѓа и полиомиелит. Меѓутоа, што се и сега, вие имате, ова е реклама на америчка телевизија, DDT is good for me. Значи, DDT се користел за прскање на храна, сендвичи на деца, храна, леб се прскал со DDT. Се прскала површина на која се готвела, садопери, се прскаат улици. Значи, се прскаат деца на плажа, се прскаат во базени, на сите одмори доаѓа камионче со DDT, запрашува деца, запрашува се кожата, се фарба за ѕидови се прави од DDT. Значи, буквално се било направено од DDT. Се. И паралелно имаме скок. Паралелно имаме скок. И било многу лекари, јас ги имам сега тука, би ни требало да бидеме концентрирани само на тоа, па да анализираме. Ама јас ги имам пуно лекари, студии, напишани, званични, каде што лекари пробале да упозорат дека всушност полиомиелитис е труење со DDT. Меѓутоа, као и сега, значи, они си врват, си идат со некоја агенда, ние си збориме, они си работат што си работат. И 1954 година се воведува вакцината против полиомиелитис. Затоа што заради DDT-то толку имало парализирани деца и тие веќе морале да направат вакцина да ги спасат децата, нели? Да. И сега
kako oni morale da воведат вакцина, а да она биде успешна и да се продолжи до денешниот ден да се применува. Мора Така, присилно со закон. присилно со закон. Меѓутоа, како вие после вакцинација ќе направите да немате повеќе полиомиелитис? Како? Па, така што ќе смените дефиниција. Значи, 2 години пред примена на вакцина се менува дефиниција на полиомиелитис. Порано, Джилиен Бере, фласидна парализа, мултипла склероза, значи сите облици на некаква парализа, дури и кратка парализа, се припаѓало во полиомиелитис. А после менување на дефиниција, вие имате мултипла склероза, акутна фласидна парализа и така натаму. Едно 30 други болести. И Тоа нешто слично имаме и денес, све од ковид. Така е, све од ковид. Тоа е тој систем, значи и плюс вие пред воведување на вакцината доволно било да дојдете на лекар и на лекар ви кажат вие имате симптоми тие и тие, вие имате дијагноза полиомиелит. А после тоа не. Вие мора да докажете со анализа, па да имате лабораторија, па ви барат вируси, па ова па она, и на кој ќе му најдат вируси и како ќе му најдат. 32 година измислен електронски микроскоп и они не знаеле да го користат и ден денеска не знаат да го користат затоа што тоа нема врска со овој микроскоп кој класичен микроскоп, и познавам луѓе што работат на тие микроскопи. Значи, ајде да не шириме се у тоа, ќе ни отиде уште пола сат. Значи, менуваат дефиниција, менуваат начин на дијагностицирање и вие одеднаш за 2 години немате полиомиелит. Исчезнува, али зато имате 30 други болести. И викат, вакцината излечила, па имате полио. Имате случај на лекар кој бил еден од финансиери на таа, мислам, Сейбинова вакцина, или Салкова, не ме држите за збор, не знам точно која беше. Во главном, он толку убеден дека вакцината е добра, дека се е во ред, ги вакцинира своите внучиња. Внукот и внуката, он умира после 48 часа, она останува доживотен инвалид. Значи, он се повлекува од бизнисот, меѓутоа многу други деца, вие имате сега скоро пред неколку години 47.500 деца остана парализирани во Индија со вакцините кои фондација Бил и Мелинда Гейтс ги донира на Индија. Индија го прогласи Бил Гейтс за персона нон грата и се суди, мислам дека и доби тој процес против фондацијата. Значи, вашата совет да не примаме вакцини, децата нека примаат вакцини? Видите, јас не можам да кажам, значи затоа што тие после не прогонуваат кога ќе кажеме нешто. Значи, јас не сум вакцинирана, сум имала сите детски болести, не сум ги лежала, него сум на нозе сум ги прележала, да кажеме. Значи, не сум имала здравствен картон до тргнување во школа. И кога сум тргнала во школа, бараат здравствен картон и мајка ми кажува дека јас никогаш не сум видела лекар. До тогаш, од раѓање. Ама не сум примила ниједна вакцина. И тие се чудат, на конзилиум заседа и сакале да ми дадат сите одеднаш. Меѓутоа се нашол еден совесен лекар во Владичен хан, морам да го спомнам, Гаврил Крстев, кој не дозволил да ми дадат ниједна вакцина и така сум поминала неоштетена. Значи, сметам дека луѓето кои, дека децата, не да сметам, него тоа секојдневно гледаме, децата кои се невакцинирани се многу поздрави, имате бистар поглед, тие децата се, што викаме вундеркинд, значи многу понапредни,
nego vakcinirani. Gledate vakcinirani deca, stalno se nešto boli uvo, kašla, stalno je na lekar i така натаму. Вакцините се створени за да прават муштерии за медицинска корпорација. Вакцината е основно средство за овој систем, затоа што вие немате повеќе од кога постојат вакцини Николи Тесли, Пупини, не знам, Моцарти, Бах, не знам, светски, не знам, порано и книжевноста. Вие што имаме сега? Значи, немаме книжевност, немаме музика, немаме ништо. Се пропаѓа. Затоа што имаме оштетен ДНК. Значи, вакцините оштетуваат ДНК и тие деца стануваат доживотни муштери. Да не зборуваме за тоа што сите вакцини се одгледуваат на клетки, хела клетки. Ова треба да го кажеме затоа што јас како лекар не знаев тоа. Верувам и многу лекари тоа не знаат. Што значи хела? Хела клетка е скраćenica од Хенриета Лакс. Тоа е една жена, тамнопута од Америка, која, мислам, 30-тите години од прошлиот век починува од канцер на јајници. Еден од најагресивните канцери, најбрзо растечки. И затоа што тие клетки најбрзо растат, они ги зимаат тие клетки како основа, како база на одгледување на детските вакцини и други вакцини. Wow. И тие клетки уште ден денеска се користат. И се нарекуваат хела клетки. Значи, ние учиме тоа во медицината, ама никој не се запрашал, значи, што значи тоа хела. Значи, тоа се канцерозни, брзорастечки, најагресивни канцерозни клетки, кои се уфрлуваат во организмот. Вие никогаш не знаете, а ние сега имаме епидемија на канцер. И вие никогаш не знаете кога ќе проработи тоа. Може после 20 години. Значи, не знаеме тоа. Значи, се што работат, они работат, мислат, припремаат многу одамна, значи со децении. Да. Јас имам пријател кој лично го има слушнато од архитектот Светомир Арсич Басара, проектант, односно архитект на споменици кои се граделе после Втората светска војна, на Кадињача, Сутјеска, не знам, на Косово и Метохија, овој, како се вика, Штрпсе, и помеѓу останато Јасеновац, и помеѓу останато и Крушево, споменикот во Крушево. Значи, 2012 година, мојот пријател, лично се сретнал со архитектот Басара. 2012. Архитектот Басара тогаш му кажал дека споменикот во Крушево е посветен на некоја идна епидемија која треба да се случи, после која ќе се менуваат работите. И ќе се смени светот. А како изгледа споменикот во Крушево? Личи на... Како на вирус? Како на ковид вирусот со тие боцки. Значи, замислете, значи, 2012 година он тоа го кажува кога е граден тој споменик, не знам, 1962 или така нешто. Значи, а замислите колку они однапред сето тоа го спремаат. Мој совет е да се храниме здраво, да се движиме, затоа што, и ова е важно, нашиот канализационен систем е лимфниот систем и он не може да се чисти затоа што нема мускули. Не може да се филтрира доколку не се движиме. Само со контракција на мускули, само со одење, со движење, тоа циркулира. И само на тој начин ќе се профилтрира крвта, ќе се очисти целото тело. Значи, мора да се озноиме секој ден, мора да минимум 50% сирова храна мора да биде, да гасиме телевизори, затоа што вие имате на телевизија не за зрачење, него вие на телевизија имате едно програмирање, затоа што вие, например, додека гледате телевизија, вие имате, ви се менуваат brain waves, значи таласи, мозочни таласи. Вие влегувате во едно хипнотичко стање. Во тоа хипнотичко стање секоја реклама ви влегува во потсвеста. Затоа
Постојат тие и така и Да. фреймови на тие на екранот и идете после и купувате некои работи зашто не ви ни требаат. Меѓутоа вие сте програмирани, хипнотизирани. Значи телевизија шири една негативна енергија. Секоја чест на некои емисии има ретко, ама има. Меѓутоа вие гледате на телевизија негативни вести, ратови, колење, тепување, кој кого, ништо добро нема. Значи, вие сте практично нонстоп во стрес. И ова, само да го кажеме, многу е важно, затоа што стресот е клjuč за развој на некоја болест. Например, стануваме са бајле, одиме на работа, ние сме у стрес заради саобраќајот. Да. Доаѓаме на работа, имаме шеф, имаме проблем, он вика, овој се расправа, проблем ова, проблем она. Се враќаме од работа, повторно имаме проблем у саобраќај, стрес. Значи, вие сте нонстоп во стрес. Доаѓате дома, деца, домашно, оптеретени деца со некакви глупости, лаги во школи и така натаму, затоа што во школа не учат ништо корисно, учат се што учат е бескорисно и лошо. Дури сега има и лоши работи. И навечер уклучувате телевизија, гледате вести, се лошо, легнувате. Значи, вие сте практично, кога клетката е во стрес, она затвара мембрана, не прима хранливи материи и не отпушта токсин и лагано умира. Значи, вие сте исто во стрес. Зошто исто тоа битно? Затоа што вие кога сте во стрес, например, ве јури некое животно, лав, например, вие морате да бидете, вие сте во стрес, сета крв оди во мускули, за да можете на прво дрво да си скачите. Да. А доколку сте во стрес, ама не се движите, не се качувате на дрво, него седите у кола и држите волан или далјинско за телевизор, тогаш сето време крвта ви е во мускули, а срцето, бубрезите, мозокот работат на минимум, немаат крв, затоа што во стрес крвта е во мускули. И вие практично немате баланс во својот организам. Вие сте на минимум, работите на минимум заради тој стрес. Затоа угасите го телевизорот, затоа што тоа е главен извор на стресот. Гледате алтернативни канали, учите нешто позитивно, насмевка секогаш на лицето, затоа што кога ќе се насмееме, значи нашето тело е условено да ги лачи позитивни хормони. Да. И затоа насмевка, чист воздух, движење, гасење на телевизор и ќе биде подобро. Благодарам многу, Слагина Вилков, за овој многу интересен и возбудлив разговор. Благодарам и вие, наши гледачи, што не гледавте. До слушање, до следното видео.